Изминатите денови имаше и 16 дена кампања, односно 16 дена активизам против родово базирано и стебено насилство. Она кое што всушност се констатираше и на трибините низ различни градови од нашата земја е дека најчесто жената е жртва на семено насилство, а исто така и храброста, односно недоволната храброст да го пријави случајот на семено насилство, а со тоа да добие помош и поддршка од институциите. Ке зборуваме повеќе на оваа тема во продолжение со мојот денешен гостин, психолог и доктор на криминологија, господинот Крсте Мељановски, кој што е наш денешен гостин. Добро утро и добро дојдовте во... Добро утро на вас и вашите гледачи. Да. Се сеќавам дека минатата сезона токму некако по заменувањето или стимнувањето на короната ја отворивме оваа тема и зборувавме за важноста на апелирањето, но и во исто време и за она алармантност која што ја даваат бројките на семено насилство, а сега на тоа додаваме економската криза и кога ќе се вратиме наназад и ќе погледнеме во сегашно време што се случува, гледаме исто така зголемување, можеби не толку како во 2020 година, но сепак високи се бројките на семено насилство и дополнително тоа што имаме појава на нови форми, не само во услови на домот, туку и надвор, јавни институции, образовни и така натака. За жал или за среќа, сите ови ангажмани на државата, невладините организации и на поединци придонесува да полека почнува се поинтензивно да се пријавува семејното насилство, што е основната работа во решавањето, да кажеме, на овој општествен проблем фактички испадна. Некако како критична е 2020 година, меѓутоа ако се вратиме наназад, ќе видиме дека сме имале во просек од прилика 400 до 450-500 пријавувања годишно, за разлика од минатите години. Сега веќе имаме нагло зголемување како на пријавувањето, што значи дека фактички го имаме семејното насилство и е присутно во нашата држава, домови и во поново време и училишта. Да. Зошто го зборувам ова? Заради тоа што очигледно дека полека свеста дека никој не смее да биде повреден во општеството, а особено во рамки на семејството, придонесе да жените, доминантно жените, бидат охрабрени и да го пријавуваат на надлежните институции. Апелирам и во оваа прилика да се продолжи заради тоа што видовме и многу трагични случаи како во нашата држава и многу свежо она што се случи во Косово, каде што за жал погина млада особа, бремена, која од нејзиниот сопруг беше убиена. И кај нас ги имаме вакви случаи, да не се враќаме во блиското минато. Меѓутоа загрижува и другите форми на криминалитет кои ни се јавуваат во рамките на семејствата и каде што особено со своите последици постои можност да бидат засегнати децата, како едно од основните наши како да кажа, обележја на општество кое би требало да се грижи за децата. Тоа е во секој случај сајберкриминалитетот и појавата на сите оние работи што веќе ги видовме и веќе некои се процесираа, како што на TikTok што беше, така да и на другите социјални мрежи, така да во поново време ова што ни се случува со насилничкото однесување на поединци и групи. Сакам да истакнам дека очигледно основната функција на училиштата, она воспитно-образовна, би требало да биде во секој случај поистакната и да се обрне далеко поголемо внимание на воспитната, меѓутоа како основна клетка во секој случај мислам дека доминира и би требало да доминира домашното воспитување, слухот на родителите да го разберат, да ги видат проблемите ако ги има детето, а не да видиме насилничко однесување со тешки телесни повреди, каде што би можело да и дополнително виктимизирање кое се случувало по долг временски период. Многу е важно тука будноста на родителите и на оние кои што се наоѓаат во училиштето, особено наставниците,
и тие кои што се раководители во Апсолутно. самото училиште. Будноста е важна заради тоа што децата се деца и од срам и од останати причини нема тоа да го споделат ниту дома, како што е последниот случај, ниту пак со некој друг. Тоа е она кое што родителот треба да го познае кај своето дете, сигналите кои што ги дава и без да зборува. Тоа претпоставувам дека и вие кога ќе се решава понатаму случајот кој откако ќе се облудени го советувате истото. Така, знаете, сепак е систем кој треба да функционира. Ние имаме редовни лекарски прегледи. Мислите, во градинка лекувателка да види детенце кој е со хематоми или во училиште каде што одат децата. Тука е, значи, сите сегменти од општеството треба да функционираат. Како Министерство за здравство, образование, учителката би требало да примети дека нешто се случува со тоа дете. Може би е поспано. И тоа е причина да размисли зошто детето не спиело, па да комуницира со родителите. Али основната клетка во секој случај се родителите. Родителите треба да ги познаваат децата. За жал, новото време, што е неминовно, ни донесе да, ако седнеме илустративно да кажем на маса и сите сме со телефоните или со лаптоповите, а многу малку обрнуваме внимание што се случува во таа собата на детето и детето што прави во тие моменти, или да видиме со кого се дружи детето, затоа што видовме ова е групно групна формирање на група за насилничко однесување. Тука веќе навистина родителите би требало далеко повеќе да се позанимаваат со сите оние нивни родителски обврски, затоа што навистина родителството е неверојатно сериозна улога која имаат возрастните луѓе и нормално децата. И една од најважните улоги во животот. Во секој случај, апсолутно. Ке одиме кон завршување на разговорот, би сакала да го сублимирам и да дадеме еден заклучок, бидејќи се организира неколку требини. На една од нив и министерот Спасовски објави дека од јануари годинава па до септември има 809 кривични дела од областа на семејно насилство. Тој вели дека се подобрува ситуацијата или состојбата така е институционално, но дека има уште многу работа. Кога зборуваме институционално и системски решавање на овие проблеми, ке нас во многу често во одредени ситуации и кога имаме пријавување на жртвите, знае да киксне системот. И затоа се создава недоверба од страна на жртвите, особено жените кои што го трпат семејното насилство. Така, знаете, системот во сите сегменти, почнувајќи од семејството, па понатака училиштето, па особено ако во семејството, убаво е све напишано во законот, само тоа е добро да се имплементира, со тоа и да се прифатат сите најнови сознанија што ги имаме. Знаете, не можете да постапката во судовите е итна. И таа мора да биде итна. Не е само да е напишена во законот дека е итна, него заради тоа што многу брзо би требало да се реагира. Не можете да останете неми на претепана жена или не дај Боже нешто да се случи повеќе, а да не се реагира на време. И онака како што треба да се даде вистинската помош и поддршка. Како психолог, како експерт, како доктор по криминологија, ќе апелираме, ќе го кажеме бројот кој што си постои и може да се пријават жртвите на семејно насилство и така е, пријавувањето од сите, дури мислам возможно и анонимно пријавување, значи апелот му е да се пријавува семејното насилство. И да се пријавува во центри за социјална работа, во Министерството на внатрешни работи, во невладини организации кои функционираат на оваа проблематика. Меѓутоа од сите, почнувајќи од семејството, нормално жената најчесто, така да работодавеци, сите што се вклучени, здравството нормално. Господин Крстев, ви благодарам навистина од срце за вашето гостување и за секогаш вашето присуство, кое што е добро дојдено, за да може да дискутираме на овие важни и значени теми, да апелираме и секогаш да потсетуваме која е вистинската насока кон која што треба да се движиме. Ви благодарам и вас.